Најпред морам да ви кажам дека ми е убавина на очите, милина на душата, топлина на срцето кога ќе ги видам овие горди македонци со чист образ, со исправен и неизместен и здрав рбет, кои одат, како што велите вие, по патеката на државноста, а јас би рекол ја исцртуваат траекторијата на Република Македонија, траекторијата на нашата територија, неповредливоста, на унитарноста и така натаму. Тоа е лицето на Македонија. Сега знаете како, секој пат имаме и опачина. Кога ќе го чујам како Еди Рама, како прваче, се обидува да ни каже колку знае математика и кога почна прво со 25%, потоа со 1/3 и дојде до 35%. Знаеме 1/3 е 33%, значи 25%, 33%, 35%, не знам каде ќе заврши, ама очигледно тој не може да си ги пробрие своите албанци во Албанија, бидејќи голем број му се излезени на улица, а неуспешно се обидува да ги преброи албанците, би рекол македонските албанци. Кога ќе чујам неговиот министер за надворешни работи дека вели оној грдиот китап, јас велам за платформата, и бурбатен китап требало да биде инкорпориран во уставот или составен дел. Она пратеничката која се замислува дека е албанска Мерли Монро, знаете како грдо збореше дека ова не е Македонија, дека ова е Илирида и така натаму. Ја гледам опачината на работиве. За жал, оние што ги поддржуваат или оние што не знаеме од кои причини, јас храбро, без да се плашам, ги сместувам во редот на оние со изместен рбет, во редот на оние кои немат образ, кои немат чисти раце, во редот на оние со полжавски менталитет, кои ја молческум ја прифаќаат платформата, или пак обратно. Не се произнесуваат против нејзе, значи се насетува, мислам, на Зоран Заев и неговата дружина. Тоа е таа една опачина, една грда опачина на денешната наша состојба во Македонија, но затоа и овој народ е по улиците и площадите, бидејќи овој народ се одважи и дека малку работите и излегува од контрола на политичарите и на лидерите и рече, сега да видиме каде е суверенитетот. Се покажа во овие 37 дена, јас сум директен учесник 30 дена, 7 дена морам да ошуствувам што поради болест, што поради професионални обврски, дека моќта, дека силата на оваа држава е во граѓаните, дека суверенитетот... Може ли некој да го занемари тоа? Еве сега во моментов гледаме, директно сме вклучени во Охрид, гледаме како течат протестите таму, навистина добиваат на масовност, и покрај 37 дена на улица. Видите, не може да се занемари. Еве да почнам со риториката. Хан дојде и не уцени и кажа, или ова направете го, или нема Европска Унија, а ги игнорираше граѓаните. Не сакаше да се сретне со нив. Кај Туск веќе има ретерирање. Во една пријатна атмосфера разговараше со нашиот председател, нашиот храбар водач, би рекол, Ѓорги Иванов, и ни кажа, тоа е ваша работа, ви сугерираме да седните, да се договорите и да решите. За мене тоа е ретерирање. Но видите, тоа сепак е едно лицемерие, тоа сепак е една хипокризија на Европската Унија, која, како да не сака да си го среди својот дом, својот двор, бидејќи Југоисточна Европа, Балканот и најконкретно Западниот Балкан, како тие што велат, е дел од Европа. Тие не смеат да дозволат 2001 година ја соредуваа Македонија со терористи, кобајаги борци за човекови права, подпишавме договор, им се даде право што ниту еден устав во Европа, ви уверувам, не дава такви права. Ние сме според стандардите за малцинствата или за заедниците, оние кои живеат во мултиетничка држава, прва држава во Европа која ги дава највисоки права на националните малцинства, и сега тие беа гаранти како Соединените Американски држави, така Европската Унија преку Пердју, преку представниците нивни и Леотар,
И сега тие молчат, не се изјаснуваат за платформата. Лично мислам ќе дојде денот кога и тие ќе се изјаснат. И сега уште да го спомнам ова. Вчера ли кога заседавала ДУИ и ги нема тие остри тонови, предпоставувам сватиле дека ова работа е веќе многу сериозна. Се дига Македонија, диаспората низ цела Европа и низ сите континенти кај што не има порачуваат. Не ја даваме Македонија. Платформата визави уставот нема никакви шанси, бидејќи уставот е македонското битие, македонската кауза, а платформата е атакот, импактот што сака тоа да го растури. Имам информации дека вчера се веќе разговарало што да се прави, како работите да се легнат, што би се рекло, како топката да се смири, бидејќи нити собранието може да избере председател, министрите и замениците министрите на ДУИ се обидува да уценат со оставка, исто им се фаќа, нека дадат оставка, тие мора да вршат според уставот и според законите функцијата да извршуваат додека не се изберат нови. Од таа страна нема ефекти. Од овие горди протести, јас веќе ги гледам ефектите, да ви кажам. Прво и прво, поединачно многу повеќе луѓе ни се приклучуваат. Потоа, почнаа интелектуалците, спортистите, уметниците од сите сфери. Да не речам играорците, значи гајдаджиите, оние што тапанджиите, зураджиите и така натаму. Потоа, нокните волци. Значи, тоа е на плејада на македонци кои полека си доаѓа во јатото, на вистинското македонско јато, а тоа се граѓани македонци загрижени за судбината на Република Македонија и за иднината на Република Македонија, кои се спротивставуваат, би рекол, на, ќе бидам малку остар, неморални политичари, кои наместо да извршуваат она што значи решавање на проблемите на граѓаните на оваа држава, тие прифаќаат туѓи платформи, што би рекол Рацин, но туѓи бели дворови, како да работат за нивни интереси, но народот тоа го препозна и резултатите веќе ги имаме. Значи, јас лично мислам дека, вие ме прашате сега што би предвидел. Брзо решавање можеби нема да има на оваа работа, но јас веќе го гледам отрезнувањето на актерите кои доведоа до ова. Кој доведе до ова? Очекуваа ли? Што дали очекуваа? Дали очекуваа ваква масовност на улиците да се разбуди македонскиот? Тука ми го поставувате вистинското прашање. Лично мислам не очекуваа. Не очекуваа ниту представниците, елитите на албанските партии, бидејќи ја не верувам дека албанските партии и албанскиот народ во Македонија сака да дојде до крвопролевање и да дојде до ова. Не, ова се, како да ви кажам, одцепени елити кои се занесуваат малку еден села со 3 пратеника, мисле дека има 300 или 30 пратеника и така натаму да не ги споменувам. Тие, а особено Заев кој ја отвори Пандорината кутија, кој одберни порача дека ова било 21 век, дека рамките не важеле веќе, дека ќе има менување на уставот и така натаму. Значи тој таму си го даде, да не кажам што, задникот на албанската диаспора, а едно да ви кажам, кој прати политика, кој прати геостратегија, геополитика, оној кој се фатил со албанската мафија, не поминал добро, да ви кажам, кат-тат фактурата ќе му биде испорачена. И лично мислам дека и тие не очекуваат дека така наречениот кроток и мирен македонски народ нема да изреагира. И јас и денеска тврдам дека нашиот народ, ние сме кротки и мирни, но кога се работи, кога ќе ни се посегне под кивото, кога ќе ни се посегне по македонскиот кот, некој сака да ни го гибне, сака да ни ставе тук чип, јас ви тврдам дека доаѓа до израз енергијата, тоа е едно мотивирање, сега за сега се собираме на улиците и само кажуваме што браниме. На браникот на што сме, а се знае на уставот, на територијалната целовитост и на унитарноста. Спремни сме и да го докажеме, се надеваме нема до таа фаза да дојде, дека сме спремни да се бориме за да го одбраниме тоа. Јас никако и да завршам со ова. Ја никако не можам да сватам како може Заев да рече, вчера во изјавата имаше еден дел, па некој замислува дека Македонија е нападната, некој замислува дека Македонија се распаѓа. Па, луѓе, што се случува со Македонија? Еве, само да ве подсетам. Европска Унија, таа лицемерна вавилонска блудница, пред 20 на дена усвои акт каде што на предлог на бугарските пратеници македонците
од границата од другата страна на Албанија се прогласени за бугари. Сега се сеќаваме во историјата што ни се случи, тоа се направи во Егејскиот дел, тоа се направи во Вардарскиот дел, ги снемува македонците околу. А ваму во Македонија, на албанскиот народ, кој недокажано е дали е повеќе од 16, 17, 18%, да се стави, тоа е делот на албанскиот народ, или албанското малцинство, ако сакате, како што се меѓународните стандарди, да се стави на државотворен народ. Не. Ова е Македонија. Ова територија е означена како Република Македонија. Овде автоктон народ е македонскиот народ, кој прифатил, и тоа на големо задоволство, да живее во соживот со албанци, турци, срби, бошњаци, роми, власи и така натаму, но ова и понатаму ќе се вика Република Македонија. Уставот и понатаму ќе дава уставно уредување унитарно, и тоа не може некој од надвор да ни го растури. Затоа овој народ е многу дециден, овие граѓани се многу јасни и одлучни, и, како што реков, ако треба, за тоа и ќе се бориме, бидејќи немаме, ова е парче татковина, ова ни е родината, ако не ја браниме, тогаш кој ќе ја брани? За сега нема реакции од официјална Тирана. Очекувате ли? Видите да ви кажам, прво, браво. Значи, тоа е држава, вака требаше и порано да се изреагира, и лично мислам дека мораме да покажеме дека, иако сме мали, дека вредиме и дека знаеме за што се бориме или знаеме од што се браниме, да не ни се случи она најлошото. Во дипломатијата има и правила, има и кодекс, и кој не се однесува спрема тие, треба да биде опоменат. И јас дури мислам, созреани се состојбите и демарш и нота да им се даде, дури да се запрети со протерување на, ако не амбасадорот, ако некој званично лице од амбасадата на Албанија во Македонија, за да се знае на што сме решени. Но видите сега, лично мислам дека сега се изолирани албанските лидери или званични лица во нивниот нефер однос кон Македонија, бидејќи Туск ретерираше, го снема Нимиц кој рече, ајде сега да го решаваме прашањето за името, значи да ни го променат името. Дачич одамна го нема, тоа му беше веројатно изборен маркетинг, еве тие си победија таму, и не верувам дека ќе се јави да каже дека биле будали што не признале. Бугарија е подзамолчена, Плевневалиев го нема, новиот председател не се огласува во таква негативна конотација, и што би се рекло, одиумот сега, политичкиот одиум, доаѓа само од Албанија, и тоа е многу разбирателно, би рекол, бидејќи тие имаат претензија да ни влезат во Македонија преку платформата, во уставот, и што се вели да не разнебитат. Јас лично мислам треба да покажеме уште поголема одличност и нашите реакции во дипломатијата да ги издигнеме на уште повисоко, построго ниво, тоа би се рекло. После секоја нивна изјава ние треба да даваме дипломатски ноти, демарши и така натаму, а да бидам искрен, не размислувам дали тие ќе одговорат или било што. Јас сум загрижен ова што го изјавуваат и што покушаваат, што се обидуваат да не скарат со нормалните албанци во Македонија да престане. А како тие ќе изреагираат натаму, мене воопшто не ме занима, бидејќи јас не се интересирам што им се случува во дворот, ама колку гледам не сум слеп, колку слушам не сум глув, рациото уште ми работи, имаат проблеми. Значи, Рама полека го губи сигурното тло, опозицијата одамна не му е во собранието, опозицијата во последните недели му е на улица, и нека си ги решава проблемите. Да ве подсетам на онаа Волтеровската од Кандид, прво да си го обработува секој собствениот двор. Значи, нека си гледа малку во Албанија што му се случува и како му се случува. Доволно сме мокни, доволно сме свесни, доволно имаме демократски капацитети, ние сами да си ги уредиме работите, како и што сме си ги уредиле. Од време на време некој ќе не разнебиди, па мораме вака да се сплотиме, да се уединиме, за да покажеме дека вредиме и дека можеме да се одбраниме. Тиранската платформа е главната причина за луѓето да бидат на улица, и ве гледаме каква е сликата во Делчево, Крива Паланка и во Битола во моментов. Голем број граѓани се на улиците, ширум градовите низ државата. Господине Костов, каква ќе биде судбината на Тиранската платформа? Лоша, негативна. Ќе биде отфрлена, ќе биде неприфатена.
И сега, знаете, тоа прашање на стил, како тоа ќе се изведе, молчискум ли, нема да зборуваме повеќе за неја, декларативно ли ќе мора да се најрелевантните фактори потпишат да кажат дека таа не е прифатлива и не знам уште која друга опција би ја дал. Не може ниту дел од Трианската платформа, тие велат еднаш платформа, еднаш резолуција, еднаш декларација, а на почетокот ја спомнуваа и како заедничка изјава. Ја би зборил малку и за феноменологијата. Каков акт е тој? Правен, политичко правен, филозофски, или е памфлет, јас би рекол, кој ниту еднаш не видов потпишан, печатиран и некој да ми каже, се расправаше надолго и на широко во ДУИ за него, а не само раководството, во БЕСА, во Алијансата за албанците и така натаму. Па најавен увид се даде на македонската јавност. Може би и реакциите ќе беа поинакви. А вака, преку леп погача или на задна врата да се влезе и уставот да ни се разнебити, не бива таа работа. Значи, јас сум дециден и јасен. Јас и се однесувам за воиднина, мислам, во моите визии дека платформа нема. Дека има устав. И еве од пред некој ден документот кој го понуди ВМРО ДПМН, а го најави господинот Никола Груевски, кој според мене, се уште во целина го немам целосно обработено, бидејќи не треба на брзина да ги читаме работиве, според мене е еден вид операционализација на уставот, ајде да не речем уставо мало. Сите горлеви работи има понуда, и тоа е издржана понуда, како да се разреши, доколку се разрешат, има излез од кризата. Зошто да не седнат на маса и да расправат, кога доаѓа од автохтона политичка партија, позади која стојат 26 политички партии од сите припадници на заедниците или делови на народите на албанците, турците, власите, бошњаците, србите и така натаму и така. Очекувате ли низ диалог да се бара решение и што сметате зошто од СДСМ и од албанските партии се чини веднаш го отфрлија овој предложен манифест? Па видите, тоа е многу разбирателно. Тие си ја имат платформата. Значи, јас ги разбирам, но не можам да ги прифатам. Не можам со индигнација одбивам тој нивни гест да подмишка носат туѓа документ политички кој задира во уставноста, во унитарноста на државата, а еден политички документ од легитимен субјект, победник на последните воредни парламентарни избори, да не забораваме, ВМРО ДПМН со 51 пратеник во собранието е победник на изборите, доби 461.000 гласови заедно со диаспората и сега од нив произлегува еден документ правно-политички, јас би рекол, кој дава предлози како да се излезе од кризата, а при тоа да се разрешат на задоволително ниво горливите прашања. Тоа е разликата, јас би рекол. Значи, тоа е разликата и сега засега тие ки го игнорираат, нема да сакат да разговарат за манифестот, но видите, тоа и не е најмногу битно, иако е добро да го прифатат. Но, како тргнала работата, тие нема да го прифатат, но видите што ќе се случи сега да ви кажам. Битно е како граѓаните ќе реагират на манифестот, битно е како граѓанскиот сектор, здруженијата и се што е организирано во оваа држава, во сферата на политиката, правото и исцело земано во нашата општествена заедница, како ќе изреагира. И сакам нешто да ве подсетам. Може би пред некој ден ја доживеавме протестувачкото, би рекол, крещендо, кога двојца искусни стари волци на демократијата и на политиката и на правото и на уставното право, би рекол, почитуваниот Саво Климовски и Љубиша Ѓоргиевски, двајцата поранешни председатели, ни беа гости, имавме таа чест да не почеста со нивното присуство пред собранието, кажаа некоја убав збор и знаете како ни изненадија. Без никаква режија, господинот Саво Климовски ја постави платформата на дневен ред пред едно 20 на 30.000 граѓани на Република Македонија во Скопје и пред 100.000
граѓани во истиот момент во 40 и повеќе градови во Република Македонија на усвојување. Акламативно, плебисцитарно беше одбиена. Платформата за граѓаните на Република Македонија е минато. Собранието, или поточно, Заев и врхушката на СДСМ и политичките партии на албанците, ама не сите, да се подсетиме, тука ДПА не игра. Каснат за пи половина, јас би рекол. Тие веќе каснат и можеби не е лошо да се угледат малку на граѓаните на оваа држава, како ние ја одбивме платформата, како големо зло, како акт кој донесува омраза, а ајде да се разговара за манифестот, малку да го разработиме. Ја насетувам таму добри решенија и доколку организационо добро се постават работите, мора заедништво, сега да се разбереме. Не може нити ВМРО да води работата, нити СДСМ, ниту Али Ахмети или било кој, така да речем, албански блок. Сите заеднички ќе седниме, тоест ќе седнат политичките во политичката сфера организирани, нека знаат дека им дишиме во врат ние граѓаните на Република Македонија. Ние има се повеќе и повеќе, не значи дека тие што не излегуваат не се со нас, туку не можат, некои треба и во домовите, некои да се грижи и за малите деца, и нека внимава што ќе се договорат. Одговорно тврдам дека овој манифест во сите горливи сфери дава квалитетни решенија, кои, да бидам искрен, тоа не би требало. Јас сега не сум дел од ВМРО, ама ја не го сваќам манифестот како затворен круг и затворена материја или дефинитивен документ. Може би е полезно да се надгради тој со некој конструктивен предлог. Сакате од да речеме СДСМ и Заев, од албанските политички партии или па од нас граѓаните, доколку седниме, малку поорганизирано го дискутираме и процениме дека по него треба и написмено да се изјасниме и да доставиме дали до ВМРО, ДПМН како автори или до собранието, но најбитно е, круцијално е што тој документ, ја реков, во слоевито, во неколку ниво го разработува Уставот и дава оперативни решенија за излез од оваа криза. А целта е тоа. Целта е тоа секој да се посвети на својата работа, да покажеме ефикасност и Македонија да тргне понатаму. Така беше, впрочем, изјавата на Туск по посетата во Скопје. Тој вели решение на кризата сами да си најдеме. На што се должи? Како тоа е ретерирањето што го реков ја на почетокот. Да. Видете, споменавме на кусо на почетокот и еве една споредба со она изјава на Хан која што ја даде кога беше тука. Каква е реториката? Видите, не знам од кои причини Хан малку избрза. Видите, со Хан работиве малку се топло-ладно. Една жвака, и ја тука гледам таа непостојаност на Европската Унија, ама знаете како? И Европската Унија си има проблеми. А знаете ли зашто си има проблеми? Си има проблеми затоа што таму немаме обединување на народи како татковците што кажаа на Европската Унија. Аденауер, Шуман и така натаму, Де Гаспари, да не ги споменувам сите. Таму имаме обединување на држави и тоа, замислете, поделени во неколку нивоа од прв, втори, трет. Имаме Шенген зона, имаме ваква зона, еврозона и ова и она. И затоа, кој од каде доаѓа, мислам дека таква изјава и политика сака да ни наметне и ја тука не гледам унисоност. Европската Унија треба да знае кого да го овласти и кога ќе дојде во Македонија да ги пренесува ставовите на Европската Унија. Без разлика дали се работи за Советот, за парламентот, за комисијата европска или така натаму или некоја друго тело. А не вака, ќе дојде Хан, ќе кажи нешто друго, ќе дојде Туск сосема спротивно и така натаму. Но како и да е, јас гледам веќе ретерирање, бидејќи, еве, да се подсетиме што каже и Бели. Бели човекот што многу се огреши со македонскиот народ и македонската држава. И тој како да свати дека работава, ние треба изворно да се ја решиме и тој денес ни пораша, тоа е ваша работа, бурум завршете ја. Јас сум длабоко убеден дека Европската заедница се ја научи, меѓународната заедница се ја научи лекцијата и дека тие ретерира и тоа треба позитивно да го сватиме и прифатиме. Сега останатите привремено или трајно се подзатишени, сега треба да се справиме со нашиот сосед Албанија и да им укажеме дека не смеја така да ни се мешат во внатрешните работи на Република Македонија, бидејќи овде имаме и лидери, и субјекти,
и политички партии и на крајот на краиштата, да бидам искрен, освестени граѓани кои многу добро може да се ја решат работата. И последното прашање, пред да ви го поставам последното прашање, да споменам само дека додека разговаравме, постојано се вклучувавме во преку 20 на градови низ државата. Во моментов гледаме каква е атмосферата во Делчево, Куманово и во Охрид. 37 ден на улица Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија организира протестни маршеви. Господине Костов, дали и покрај овој народ што е на улиците изминатите 37 дена, СДСМ и Зоран Заев ќе успее да формира влада? Не, во никој случај, под вакви услови, на ваков начин обезбедување, како што вели тој, парламентарно мнозинство. Видите, вака сега ќе бидам малку остар за крај, не очекува вакво прашање, ама добро што ми го поставивте. На аболициран човек кој е во истрага или во процедура пред органите на прогон и просудување за мито, човек кој е снимен со ПИМ, посебни истражни мерки, да му се даде да биде председател на влада. Човек, сега да дадам малку компарација, кој е дезертер од армијата на Република Македонија, човек кој ни ја упорно наметнува платформата албанска да биде председател на високиот законодавен орган, дом, храмот на демократијата, собранието, ни случајно. Значи, додека јавно не излезат и да кажат во политиката кој работи, меѓу другото и греши, може би не е време, може би погрешивме, а сигурно погрешија, сега за сега или дефинитивно најубаво се откажуваме од платформата. Јас лично мислам тогаш ќе му олекне и на председателот Иванов, на кого не му е лесно, ама од друга страна па мислам дека му е голема сатисфакција што 200 до 250 илјади луѓе јавно го поддржуват. Да видам искрен сега и за ваша телевизија. Ја мислам лично на девојчево со бумбари веќе нема бели бумбари веќе. Све бел бумбар за председателот, бел бумбар за председателот. Ја лично мислам дека таа веќе нема бели бумбари. Значи, сатисфакција негова мислам голема е што без малку цела Македонија, со исклучок како на заевистите, би рекол и платформистите, а ја поддржаа неговата идеја да не го дава мандатот и нема. Тоа е крајното решение. А да се договориме вака сега. Ако ВМРО ДПМН во нормални услови не може да се остави мнозинство, тогаш рете некој друг да составува владата и мнозинството. Но јас сум длабоко убеден дека ВМРО ДПМН го може тоа. Тоа му доаѓа од легитимитетот што му го дава народот, него на да не речам политичко коштаплерски начин го изиграа во преговорите. Прво имаше согласност, па потоа немаше, па потоа малку го извитоперија тоа, но ја ќе потсетам на една изјава на господинот Никола Груевски. Уште на почетокот кога го доби мандатот, тој рече, едно да ви кажам, по секоја цена нема да се оставам влада. И сега кога го врати мандатот или го кажа, уствари кога соопшти дека не е направена влада, го нападна, па и он ја разгледува платформата. Не е точно. Тие да прифатија платформата, сега владата ќе беше на чело со ВМРО ДПМН. Тие не ја прифатија платформата, лично мислам дека направија многу добро за Република Македонија и ја одбранија целовитоста, територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Влада нема да има додека политичарите 120 во собранието и нешто повеќе во штабовите кај што битисуваат, не си го слушнат народот што им кажува. А народот им кажува: свратете се кон Македонија, читајте го словото, на не да го толкувате на Уставот и постапувајте според Уставот, отфрлете ги тугите платформи, ќе има и влада и Македонија ќе крени во нормални води на секојдневен живот, секојдневна работа и да се надеваме развој.